Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме јајца Бенедикт. Не постои начин со сигурност да се утврди од каде потекнува овој рецепт, но корените ги влече од француската кујна. Во денешно време тоа е класичен појадок кој се служи во врвни хотели низ целиот свет. Изгледа неверојатно и релативно лесно се приготвува. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 4 жолчки од јајца, 2 цели јајца, 115 грама стопен путер, една супена лажица лимонов сок, 4 парчиња шунка или сланина, неколку земички и исечкан макдонос за гарнирање. Прво ќе го направиме холандез сосот со кој ќе го прелиеме јадењето на крајот. Земете ги 4 жолчки и додадете им една супена лажица лимонов сок. Матете неколку минути за убаво да се измешаат и смесата да нарасне. Земете ја истата чинија и ставете ја врз тенџере со зовриена вода. Погрижете се чинијата да не ја допира водата. Полека сипувајте го стопениот путер и мешајте, оставајќи ја топлината од водената пареја да ја загрее чинијата и да го отпочне едноставниот процес на готвење. Сипете го целиот путер малку по малку. Кога ќе се измеша и спои со другите состојки, ќе добиете богат и густ златен сос. Оставете го настрана за сервирањето. На крајот ставете малку сол и измешајте. Следно ќе ги пошираме јајцата. Поширањето јајца е едноставен процес кој многу лесно може да тргне наопаку. Загрејте малку вода до точка на вриење, но не и да зоврие. Ставете малку сол и оцет. Тие ќе помогнат јајцата да се сварат и да останат компактни. А потоа искршете ги двете јајца во водата. Оставете ги јајцата да се варат во водата околу 5 до 6 минути, додека белките убаво да се сварат. Сакаме жолчките во внатрешноста да останат делумно ровки за кога ќе ги јадеме подоцна. Кога јајцата ќе се сварат, извадете ги со метална лажица и оставете ги да се исушат на кујнска салфетка. Време е за сервирање. Исечете кифличка или земичка на половина и ставете ја на чинија. Ставете неколку парчиња шунка или сланина и потоа ставете ги и пошираните јајца. Сега земете црпалка и прелите ги јајцата со готовиот сос. На крај гарнирајте ги со макдонос. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.